Умите, почитувани колеги, почитувани граѓани, денеска сме овде на граничниот премин Богородица да се увериме на терен како действува македонската полиција со поддршка од амбасадата на САД преку вредна донација на техничка опрема за потребите на граничната полиција, а пред се во насока на зајакнување на заедничката борба против корупцијата. Навистина радува фактот што се потврдува тој континуитет во нашето цврсто стратешко партнерство и соработка која што имаме помеѓу Република Северна Македонија и Соединетите Американски држави. Во сите овие години наназад, владата на САД преку амбасадата на САД во Скопје убедливо е најсилниот партнер и соработник во делот на интегрираното гранично управување, низ низа на програми, низа на проекти кои што заеднички сме ги интегрирале, со конкретна помош и поддршка на нашите пријатели е овозможено техничко, образовно, организационно и оперативно подигнување на стандардите за работа на многуте организациони единици при Министерството за внатрешни работи, а во овој конкретен случај и во оддел за гранична полиција, односно во регионалниот центар за гранични работи Југ. Со донацијата на нови така наречени боди камери за полициските службеници, кои што се наменети за документирање на полициското постапување во остварувањето на работните задачи и обврски, како и на двете специализирани возила за откривање на радиоактивен материјал или радиолошка заштита, кој што едниот за регионалниот центар Југ, другото за регионалниот центар Север, секако дека дополнително се зголемува и квалитетот, меѓутоа и ефикасноста во работењето на македонската полиција. И можам да кажам дека употребата на боди камерите не само во граничната полиција, туку и во сообраќајната полиција представува изворедна алатка за борба против корупцијата во институцијата, меѓутоа и за поинакво, понормално, подостоинствено постапување и на полициските службеници, меѓутоа и на граѓаните, заради тоа што се промени односот на комуникација помеѓу граѓаните и полициските службеници. Во рамките на ова област имаме за 6 месеци откриени 49 кривични дела од областа на корупцијата, меѓутоа бележи намалување некаде за 22% споредено со минатата година. Значи, ефикасноста на полицијата се зголемува, меѓутоа бројот на случаи кои што се во делот на корупцијата се намалува. И за ова треба навистина енергична борба од сите институции, заради тоа што борбата против корупцијата најважно е да имаме следна активност и тоа што ќе го сработи полицијата, да го процесира обвинителството и судот, и граѓанинот на крајот да ги види резултатите, да го види тој кој што се занимава со корупција како ја издржува својата казна и целиот имот кој што е стекнат на коруптивен начин да биде одземен од страна на државата. Тоа се најважните елементи кои што ги имаме. И тука морам да признам дека од 90-та година до денеска ова стратешко партнерство помеѓу Соединетите Американски држави и Република Северна Македонија бележи продлабочување и на тој начин практично се создадени сите услови за формирање на модерни институции кои што ќе одговорат на предизвиците кои што ги има во секое време. Така да, уште еднаш сакам да се заблагодарам во моје лично име на амбасадорката Агелер за нејзината посветеност и динамизирање на нашата соработка во овој период, меѓутоа и генерално на американската влада за целосната поддршка која што имаме во сите овие изминати 30 години на независност и се надевам дека и понатаму ќе продолжиме со вакви активности се во интерес и на граѓаните на Македонија, меѓутоа и на целиот наш регион. Сега тука ќе посетиме уште еден важен сегмент во граничното управување. Тука е во близина на граничниот премин, место викано Вршник, во кое што ќе можеме да ја видиме контролната куќа, од која што практично се следи движењето на цела јужна граница со нова софистицирана опрема која што помага да одговориме на предизвиците на ова време, кое што еден од главните предизвици сигурно е миграцијата, прекограничниот криминал и тероризмот. Ви благодарам.